Од локалниот блок на настани за денеска издвојуваме. Во Охрид се спроведува обука за организацијски развој и управување на синдикалните организации. Учесници на оваа обука се представници од регистрирани синдикални организации, чиешто делување е во насока на подобрување на работните услови и унапредување на правата на работниците. Македонското здружение за заштита при работа во соработка со Организацијата на работодавачи на Македонија и Сојузот на синдикатите на Македонија реализира тридневна обука која започна вчера во Охрид, наменета за синдикалните организации, односно како да се подобри внатрешното управување и како да се зголемат организацијските капацитети. Идејата на проектот е да се подобри вклученоста и влијанието на граѓанските организации во спроведувањето на клучните реформи за безбедност и здравје при работа, како и воспоставување на диалог и соработка со регионалните организации од ИПА регионот. Во рамките на проектот ќе бидат организирани 8 дводневни обуки, специфични обуки за повеќе целни групи, преку зголемување на внатрешните организацијски капацитети на синдикалните организации, организациите на работодавачи, стопанските комори, Сдруженијата по медицина на труд, зголемена улога на професионалните здружувања, професионалните граѓански организации. Учесници на оваа обука се представници од регистрирани синдикални организации, чиешто делување во насока на подобрување на работните услови и унапредување на правата на работниците. Проектот опфаќа 3 компоненти кои ќе се реализираат во време траење од 30 месеци. Првата компонента, значи целиме кон зајакнување на капацитети на сите оние клучни организации кои се вклучени во процесите на донесување на одлуки за безбедност и здравје при работа. Тука ќе ги направам професионалните здружувања, синдикалните, синдикатите, Организацијата на работодавачи, Сдруженијата на медицина на труд и секако тука се државните институции. Во првата година, значи, ние имаме организирано, првата активност не беше обука на обучувачи, каде што селектирани учесници ќе работат и ќе помагаат директно во работењето на своите матични организации и со тоа, значи, ќе влијаеме во подобрување на своите внатрешни организацијски капацитети. Втората компонента, значи, е организирање на обуки кои опфаќаат организацијски развој и зголемување на капацитети во однос на спроведување на безбедноста и здравјето при работа. И секако третата компонента веќе е објавен повик за сабгрантирање на граѓански организации, каде што граѓанските организации имаат можност да аплицираат до нашето здружение и да ги насочат своите активности во градење на своите внатрешни капацитети. Посебен акцент се става на тоа како да се заштитат работниците при несреќа на работно место. Според годишниот извештај за несреќи при работа за минатата година, за жал се уште се гине на работното место. Имено, изминатата година се случиле 158 несреќи при работа, од кои 24 се смртни случаи. Во однос на податоците, уште пострашна е сликата што ние исто така немаме податоци како стоиме и со професионалните заболувања на работните места, ниту по гранки или пак ниту па на ниво на држава. Би потенцирала дека исто така тука отворено е прашањето за канцерогени супстанци на работните места, кој е причинител за рак на работно место. Со ова ќе се поврзувам и со извештајот на Институтот за јавно здравје, кој согласно податоците за 2017 година од извршени 46.000 превентивни прегледи на работниците, укажуваат дека сите оние работници кои работат на работно место под висок ризик 2,5 пати се изложени на опасности и штетности на работните места. Учесниците преку обуката ќе се стекнати со експертиза за процесите при креирање политики и процедурите за успешен организацијски развој и управување на синдикалните организации. Понатака од нив се очекува да влијаат при зајакнувањето на мрежните и комуникацијски канали преку синдикалните организации и владините институции.